Добро вечер. Започнува уште едно издание на Дневникот на Канал Плюс. Останете со нас. Според Светската здравствена организација, неисправната храна е причина за смрт на околу 2 милиони луѓе годишно. Мерката за самовработување со грант им нуди можност на невработените лица да преземат чекор и да ги искористат сопствените капацитети. Во Делчево, позната локацијата на која ќе се реализира проектот, купи куќа за млади до 35 години. Започнуваме со она што е актуелно денес. Најмалку 260 мигранти наводно се повредени во судирите на границата помеѓу Грција и Македонија. Полицијата пушти солзавец додека барателите на азил се обидуваа да ја преминат границата. Според МВР, повредени се околу 15 македонски полицајци, од кои 5 мина потешко. Група баратели на азил денеска се обидоа да ја поминат границата и да влезат во Македонија, на што македонската полиција одговори со солзавец и шок бомби. Низ за проекти наменети за најмладите беа промовирани изминатиот период од лидерот на владеачката партија Никола Груевски. Дел од нив веќе почнаа и да се реализираат. Купи куќа за млади, бесплатен железнички викенд за младите до 27 години, лазерска корекција на диоптрија, бесплатен превоз, вработување на 100 најдобри студенти, како и намалена партиципација за одредени категории. Се само дел од 40 проекти за младите кои владеачката партија ги промовираше во изминатиот период. Освен користа што ќе ја имаат младите, ќе се намалат трошоците на родителите, а бенефит ќе имаат и компаниите, кои ќе се вклучат во реализација на проектите, со што ќе се отворат и нови работни места. Се навраќаме на настаните кои одбележаа неделата што измина. Под мотото за безбедна храна од нива до трпеза, во четвртокот се одбележа Светскиот ден на здравјето. Храната која содржи штетни бактерии или химикалии може да предизвика над 200 заболувања. Според Светската здравствена организација, неисправната храна е причина за смрт на околу 2 милиони луѓе годишно. Со објава на глобалниот извештај за дијабетесот се одбележува Меѓународниот ден на здравјето. Според податоците од Светската здравствена организација, бројот на заболени од дијабетес во последните 25 години пораснал 4-кратно, а причините се лоцирани во нездравиот начин на живот, дебелината и зголемениот внос на шеќер со секојдневната исхрана. Светската здравствена организација предвидува дека до 2030 година дијабетесот ќе биде 7-ма водечка причина за смрт во светот, заради што подигањето на свесноста за превенција од ова заболување ќе треба да биде приоритет на владите, медиумите и надлежните институции, стои во пораката на Светската здравствена организација. Светската здравствена организација на 7 април 2016 година се фокусира на дијабетесот поради неговото пандемско ширење, можноста за превенција и лекување на дијабетот, со цел намалување на морталитетот од незаразни заболувања за 1/3 до 2030 година. Традиционално 7 април лекарската фила од јавните здравствени установи во Штип го одбележува со пригодна свеченост. За сите нас најзначајно е отпочнувањето на изградбата на новата клиничка болница, грандиозен проект со вредност од над 30 на милиони евра, со чија изградба ќе добиеме подобри услови за работа, бенефит не само за нас, туку и за пациентите од целокупниот регион. Новата болница, кој што ви е познато, треба да биде изградена на површина од околу 30.000 квадратни метри, со над 350 болнички легла.
Штипската клиничка болница минатата година ја заврши со стабилно финансиско работење и отплаќање на дел од наследените долгови, но и со вработување на 43 лица. 1.1.2015, 1.1.2016 долгот го намаливме за 20 милиони денари. Помалку, односно долг од 70 милиони денари е намален на 50 милиони денари. Што за нас во сегашни услови за работа значи голем успех. Овие долгови се најмногу кон јавните здравствени установи. Болницата нема долгови за лекови. Денот на здравјето на сите вработени во здравствениот сектор им го честита градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Во изминатите 10 години инвестирани се над 200 милиони евра во опрема, реконструкција и изгледба на нови болници и амбуланти, што е важен сегмент во унапредувањето на здравството во Македонија. Во Штип започна да се гради нова клиничка болница вредна 30 милиони евра, што е можеби најважната инвестиција во здравството по повеќе од половина век. Тоа е дополнителен момент кој ветува развој на здравствениот сектор. Но да не заборавиме дека основата на секој здравствен сектор се здравствените работници. Без медицинскиот персонал, лекарите, техничарите и другите здравствени работници, сето ова би било невозможно. Тие се основата на развојот на здравството, кои со својата пожртвуваност, несебичност и професионален ангажман се грижат за нашите животи. Мерката за самовработување со грант го започнува вториот циклус. Оваа мерка им нуди можности на сите невработени со акцент на младите невработени лица да преземат чекори и да ги искористат сопствените капацитети и способности за самовработување. Целта е граѓаните да отворат сопствен бизнис и да не бидат зависни од државата, туку од самите себе. Започнува вториот циклус од мерката самовработување со грант. Програмата, која е дел од оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за оваа година, е предвидена да им ги отвори сите можности на невработените лица со акцент на младите невработени. Дополнително 400 бизнес идеи ќе ги финансираме со 3, односно 5000 евра, доколку се иновативни или одржливи економски бизнеси, и ќе дадеме можност и на младите и на сите оние што се невработени можност да пред се добијат обука за бизнес, значи која трае 4 до 5 дена, зависно од напредноста на групата, и на крајот да ги финансираме со средства од 3 до 5000 евра за набавка на опрема и репроматеријали. Целта е граѓаните да отворат сопствен бизнис и да не бидат зависни од државата, туку од самите себе, односно да ги реализираат своите идеи. Во првиот циклус, преку оваа мерка имало над 1200 апликации. За оваа година се очекува поголем интерес, вели Поповски. Со тоа што 1150 апликации беа позитивни, односно со положен, да кажеме, прашалник, 971 прашалник беа над 50% успешни, над 50 бода од 100, со тоа што тоа ни дава да знање дека има добар интерес. Голем дел од лицата кои што се на обука се квалитетни, односно имаат квалитетни идеи, и тоа е една, значи, мотивација понатака да извложиме што е можно повеќе средства, да фатиме што е можно повеќе бизнес дејности, со тоа што можеби во иднина ќе направиме некои дополнителни измени со што ќе финансираме малку со поголеми средства некои бизнеси кои што можеби имаат иднина, имаат, да кажеме, одржливост во Република Македонија. Од источниот регион пак во Штип и Кочани имало најголем интерес за мерката самовработување со грантови за отворање на сопствени бизнеси. Некаде над 40 лица во Штип аплицирале за оваа мерка, за разлика од претходните години, кога имало помал интерес. Минатата година со оваа мерка самовработување во овој град биле отворени 27 бизнеси кои успешно работат. Потпишан договорот со Минстрој. 1000 рудари ќе се вратат на своите работни места. Бугарски Минстрој, која е водечка компанија во Источна Европа во областа на рударството, е новиот концесионер на рудниците за олово и цинк Тораница и Злетово. Со ова се решава еден од најзначајните проблеми на илјадници граѓани во Источна Македонија. Специјално веќе имаме нов концесионер, тоа е компанијата Минстрој Холдинг од Република Бугарија, компанија која што понуди најдобра цена на тендерот кој што беше на 16 март. После жалбената постапка и сите други законски процедури ќе се направат сите подготвителни работи за рестартирање на рудникот. Пред се мислам на безбедносниот аспект, односно санација на сите потребни делови од опремата која што е оштетена, пумпи, трафостаници, извозни постројки, обезбедување на работилиштата
Информиран сум дека плановите на оваа компанија се многу сериозни, дека ќе се инвестираат околу 10 милиони евра во нова опрема, ќе се отворат нови работилишта, што значи дека ќе се зголеми и производството. Со зголемување на производството, нормално и за нас најважно и за сите оние што директно работат во рудникот, па и за целокупната пробиштипска јавност е дека ветувањето уште останува од сопственикот, дека платите значително ќе се зголемат. Донесена значајна одлука од страна на владата на Република Македонија за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичка планска документација за локација во Делчево, каде ќе се реализира проектот Купи куќа за млади. Предвидената локација се наоѓа на местото на старата воена касарна во непосредна близина на централното градско подрачје во Делчево. Владата на Република Македонија донесе значајна одлука за општина Делчево. Се работи за одлуката за утврдување на градби од посебен интерес заради изработка на урбанистичка планска документација за локација во Делчево на која што површина ќе се реализира проектот Купи куќа, купи стан за млади до 35 години. Предвидената локација се наоѓа на површина на старата воена касарна во непосредна близина на централното градско подрачје во Делчево. На оваа парцела, за која во наредниот период ќе биде изработена урбанистичка планска документација, ќе бидат предвидени парцели на кои младите од Делчево ќе можат да си откупат плац, на кој ќе го изградат својот идеен дом. Локацијата за Купи куќа за млади за Делчево е предвидена на просторите на поранешната касарна на армијата. Ние се надеваме дека таму ќе можеме да лоцираме 100 парцели за оваа акција, така да еве ние во периодот кој што следи ќе почнат сите подготвителни активности, така да се надеваме дека предвидените 100 парцели ќе бидат за предвидените парцели ќе има интерес и сите тие ќе бидат со нов сопственик. Постојано доаѓаат заинтересирани луѓе кои што се интересираат да земат плацеви во касарната, така да ние се надеваме дека сите парцели предвидени кои што ќе влезат во акцијата Купи куќа за млади ќе бидат соодветно разделени или соодветно лицитација ќе бидат преземени од страна на идните собственици. Општина Делчево стои на располагање за сите неопходни информации со целокупните своји капацитети за да им излезе во пресред на граѓаните за нивните потреби согласно нивниот интерес, со што успешно би се реализирала оваа позитивна мерка на владата на Република Македонија, истакна градоначалникот Шехтански. Започна со реализација втората фаза од проектот изградба на пат Перово туристичка населба Абланица. Ке се гради пат долг 1650 метри со вкупна вредност од околу 9 милиони денари. Стратешката цел на општина Берово за постојано подобрување на патната инфраструктура до туристичките населби како една од потребите за подигање на Берово како значајна туристичка дестинација резултираше со реализација на значајни проекти преку кои се промовира сето она што го нуди природата во Берово. Како дел од овие заложби по завршувањето на првата фаза од проектот за изградба на асфалтен пат Берово-Абланица преку местноста Црвен брег, сега започна изградбата и на втората фаза од овој проект. Втората фаза опфаќа изградба на пат од манастирот Свети Гаврил Епископ и се поврзува со постоечкиот асфалтен пат во туристичката населба Абланица во должина од 1650 метри. Ова е пат кој ќе ја поврзе туристичката населба со градот Берово, тоест ќе направи една целина со асфалтниот пат кој оди према границата со Република Бугарија. Со овој проект градоначалникот очекува дека ќе заживее туризмот и во овој крај на Берово. Мислам дека со асфалтирањето на тој пат ќе овозможиме да има поголема отвореност на туристичката населба, со тоа ќе кажеме дека таа веќе станува поатрактивна, зашто е попристапна и мислам дека ќе имаме поголема побарувачка и поголема изградба на викенд кучички, на комерцијални објекти во туристичката населба. И сметам дека изведувачот кој има рок во рок од 60 дена да ги заврши работите, ќе го спази рокот така да во почетокот на туристичката сезона, тоест во почетокот на месец јуни, ќе имаме нов асфалтиран пат од Берово за туристичка населба Абланица. Вкупната вредност на втората фаза од изградбата на патот Берово-Абланица е 8.220.033 денари.
Најмалку 100 лица загинаа, повеќе од 250 се повредени рано изутринава во голем пожар кој избувна за време на огномет во еден храм во јужниот дел на Индија, соопштија локалните власти. Пожарот избувнал кога искра од огнометот запалила други пиротехнички средства кои биле складирани во храмот Путингал во селото Паравор во индиската сојузна држава Керала, изјави локалниот министер за внатрешни работи Рамеш Чинитала. Во комплексот се наоѓале повеќе илјади луѓе кога се случила голема експлозија, а потоа и пожар, кој брзо се проширил низ храмот и во него станале заробени голем број верници. Како последица од експлозијата во воздухот летале огромни блокови на бетон, кои паѓале дури 1 километар подалеку од местото на инцидентот, тврдат локалните жители. 3 лица се повредени во центарот на Истанбул при експлозија на рачно изработена бомба во близина на автобуска постројка, објавија турските медиуми. Експлозијата се случила вчера во квартот Мечидекој, во европскиот дел од градот. Повредените се хоспитализирани, а полицијата ја блокира зоната со кордон, додека хеликоптер го надлетува местото на инцидентот. За сега нема информации кој би можел да биде одговорен за нападот. Најголемиот турски град има зајакнати безбедносни мерки по повеќе смртоносни напади во Турција, за кои се обвинети джихадисти. Официјална Атина потпиша договор за продажба на своето најголемо пристаниште Пиреј на кинеската компанија Коско Груп за 368,5 милиони евра. Според договорот, Коско ќе добие удел од 51% во пристаништето Пиреј за 280,5 милиони евра. Планот е во наредните 5 години да откупат уште 16% за околу 88 милиони евра, откако ќе ги направи обврзните инвестиции. Коско Груп во пристаништето ќе инвестира над 350 милиони евра во наредните 5 години и ќе плаќа годишни давачки на Грција за водење на пристаништето. Женскиот кошаркарски клуб Клубски го оствари најавеното и се пласираше во финалето од плейоф надпреварите во првата македонска женска кошаркарска лига. Разликата беше најмалку важна бидејќи радуваше играта на домакинките од Делчево, кои со двоцифрен број поени ја совладаа екипата на Студент од Скопје, кои не беа достоен противник на тимот од Делчево. Стручниот штаб е задоволен од играта на Делчевчанки и најави цврста борба во финалето против екипата на Бадел. Сега не очекува финале со кошаркарскиот клуб на Бадел од Скопје, тие се куп победници. Тие се прваци на Македонија за минатата година, значи нема да ни биде лесно, меѓутоа јас верувам во екипата, верувам во нашите девојки, со сите сили ќе одиме, значи да ги победиме кошаркарките на Бадел, да ги изненадиме во Скопје, а потоа во Делчево и така за прв пат да донесеме титулата во Делчево. Инаку во вториот полуфинален дуел од плейоф надпреварите, тимот на Бадел 1862 со убедлива разлика го совлада тимот на Шкупи. Со резултат 20-18 во рамки на младинската женска лига, ракометниот клуб Делчево денес беше совладен од ракометната екипа на Чаир од Скопје. Надпревар во кој лесно можеше да се случи да победат и домакинките, но сепак тимот од Скопје се покажа како цврст торев и заслужено замина со 2 бода дома. Во младинската женска лига тимот од Делчево се наоѓа на предпоследното место и се чини дека најмногу ќе се посвети во наредниот период на надпреварите, каде во генерацијата 2000-2001 екипата на Делчево Вардар ќе стартува како прва во плейоф надпреварите. Ова беше се што ви подготвивме во ова издание на Дневникот. Имајте пријатна вечер со програмата на Канал Плюс.